Нашата тема на денеска како да ја направиме, односно како да ја намалиме сивата економија и како да го направиме онлайн купувањето да биде побезбедно и подоверливо за секого. Некако сме сведоци дека се поголем број на луѓе некако веќе немаат стравови можеби од купувањето онлайн, го гледаат тоа како безбедно, но секако дека има и некои сокаци по кои што може да се залута и едноставно да не знаете како и што понатаму. Сето тоа влие за сивата економија да се развива или да доживува некој свој максимум во поглед на истата. Малку повеќе за оваа проблематика. Што се случува во нашата земја? На кое ниво е можеби и сивата економија и онлайн купувањето во нашата земја? Ова утро ќе го удостоиме генералниот секретар на Асоциацијата за e-трговија на Македонија Виктор Стојковски. Виктор, добро утро и добре ни дојде. Добро утро, Цеце, добро утро до гледачите на Телно, ви благодарам на поканата. Како си утрово со оглед на тоа што надвор истура ми рекоа? Да, тешко беше станувањето. Тешко беше станувањето и расонувањето, верувам. Интересна е темата, така да собираме енергија за да можеме да споделиме до гледачите како да се заштитат и како да не бидат дел од сивата економија. Така е. Многу работи, споменавме ние и со колешката Ивана на самиот старт од емисијата. Верувам дека ќе биде интересна и актуелна темата, особено споменав за оние повозрасните кои што се почесто се охрабруваат да купуваат онлайн. Ајде само за почеток да кажеме што е сива економија, за да некако можеби од крајот ќе почнеме, ама сето тоа има некој концепт кој што ќе не доведе до на тема за која што сакаме малку подетално да им ја објасниме на гледачите. Сивото е се што не е црно и бело. Односно, сивата економија е неформална активност, економска активност која се извршува помеѓу два субјекти, а при тоа не е дел од формална економија. Зошто е важно и зошто треба да се одбегнува? Ради тоа што со сивата економија не се плаќаат даноците, не се плаќаат давачките од кои што сите ние живееме, од кои што обстанува државата, од која што се развива и придонесува да имаме подобри услуги пред се ние како граѓани. Така да сивата економија од една страна е и неформална економија која гради нелојална конкуренција кај бизнисите, но од друга страна е и штетна за целото општество ради тоа што не чини, односно тоа што државата не може да се развива е и од една страна и можеби иницирано од сивата економија ради тоа што не се прибираат доволно средства во самата државна каса. Бидејќи сивата економија кај нас е доста голем застапен дел од БДП, така да скоро и околу 36-7%, мислам дека е последните истражувања. Така што навистина е сериозна бројка. Расте, Виктор, од година во година? Стагнира? Да се намалува, не верувам? Нема официјални податоци за да се види дали расте или стагнира, но тоа што е многу битно е дека за да ја намалиме сивата економија, навистина сме потребни сите. Потребни се и невладините организации, потребни се и граѓаните да ја одбегнуваат и да не бидат дел од неа. Медиумите да информираат. Потребни се медиумите да информираат, потребни се владините институции исто така со сериозен акцент да постават на сивата економија, од една страна за да ги заштитат оние кои регуларно си го плаќаат данокот, но од друга страна и да помогнат да информираат, да придонесат кон намалувањето на сивата економија, бидејќи да го добиеме бенефитот сите заедно. За споредба ние имавме едно едукативно видео од штетноста на сивата економија кој што вика замислете како би било доколку секој трет шалтер во одредена институција нема хартија. Замислете како би било доколку секоја трета дупка на улица не би била поправена. Замислете како би било доколку секоја трета амбуланта нема доволно апарати за да ве обслужи и така натака. Така да таа е една третина од прилика сива економија која што компаративно може да се спореди со услугите кои што на дневно ниво ние сите ги користиме и ги добиваме како граѓани и колку е таа штетна и затоа е потребно да се одбегнува истата. Виктор, колку трговци се охрабрија изминативе години, можеби пак некако се почесто го споменуваме ковид периодот, меѓутоа мислам дека тоа за многумина можеби беше одскочна даска да започнат нешто онлайн. Колку трговците, меѓутоа и луѓето кои што купуваат на интернет, можеби се охрабрија после короната или за време на короната да го прават тоа сето онлайн да биде. Да, тоа што особено нас како Асоциација за e-трговија на Македонија не радува, да корона времето беше некој природен буст за e-трговијата, но тоа што нас не радува е дека e-трговијата продолжи
пропорционално да расте секоја година. Да се развива, да. Не е дека границата се сведе на тоа во ковид време порасна е-трговијата, па после стагнираше, баш напротив, таа продолжи да расте. Тогаш мислам дека се охрабрија многу од луѓето, нели? Се охрабрија, но тука имаат и за поздрав се трговците кои што оние регистрирани, кои што креираат позитивни навики, дека тие на граѓаните во тоа време им направија позитивни навики, им кажаа дека трговијата е безбедно нешто кое што треба и може да го практикуваат од една страна, но од друга страна и покажаа кој е комодитетот за да купуваат онлайн. Па така трговијата во 2023 во споредба со 2022, значи не во споредба со 2020-2019 кога се дешаваше корона, порасна 18% и целата вредност е 649,5 милиони евро. Значителни бројки и вредни за споделување. И тука само би напоменал дека ова вредност на трговијата е само вредноста која што е онлайн наплатена, значи не е и онаа вредност на cash on delivery, односно плаќање при испорака. Така да оваа вредност од 649 милиони евра е кон домашни и странски трговци, но само онлайн наплатена, односно преку виртуелен пост терминал онлайн со картичка. Така. Ги спомена регистрирани и трговци. Има регистрирани и нерегистрирани, оние кои што нели ја градат сивата економија. Мислам, не мора нели да споделуваме бројки за колку се регистрирани, меѓутоа како функционираат оние кои што се регистрирани? Така, ние како асоциација за трговија, бидејќи еден од клучните приоритети за кои што се залагаме е намалување на сивата економија. Зошто? Ради тоа што навистина на тие кои што се регистрирани трговци, сивата економија е нелојална конкуренција. Да. Зошто? Ради тоа што тие не плаќаат даноци од една страна, од друга страна и се многу поконкурентни ради тоа што цените на даноците веројатно се и пониски. Мислам пониска цена нудат продажна. Може до поконкурентна цена ради тоа што не ги плаќаат даноците и е навистина не фер. Бидејќи го штитиме бизнис секторот кој што е регистриран, односно кој што работи како што треба и кој што креира позитивни навики, кој што ја гради и развива трговијата во државата, еден од клучните приоритети ни е намалувањето на неформалната економија. И навистина ми е драго што се повеќе и повеќе е тема која што секој сака да придонесе во тоа. И ние како асоциација и како невладина, но и вие како медиуми. Во однос на регистрираните трговци, ние направивме во соработка со USAID под проект за развој на деловниот екосистем кој што е имплементиран од Центар за стратешки консалтинг и развој. Имплементиравме нова платформа која што е бесплатна, едукативна пред се за граѓаните да може многу лесно да се информираат кои се регистрираните трговци од една страна, од друга страна да дознаат и да направат, бидејќи ги категоризиравме регистрираните трговци, да може многу лесно да најдат она што им е потребно да го купат, да влезат во регистарот, да ја одберат соодветната категорија врз база на тоа што им е потребно и да извршат купување. Имаме ние едно видео, претпоставам тоа е видеото со кое што го објаснува ова што го зборуваш. Да, може луѓето од режија да ни го пуштат додека ти зборуваш, значи за да знаат или како граѓаните да се снајдат кога ќе појдат на веб страната. Така, како ги делиме ние, односно кој е регистриран трговец во регистарот на трговци, во соработка со 5 банки кои што нудат онлайн плаќање, кои што ја нудат таа можност да се имплементира трговија во рамки на самиот бизнис. Имаме соработка и ги добиваме трговците кои што имаат барем една активна трансакција во периодот од 1.1.2022 до 31.12.2023. Значи во цели 2 последователни години, оној кој што имал барем една активна трансакција, тој може да се најде во регистарот. Граѓанинот може да провери URL адресата, тоа е таа адреса која ја запишуваме во веб пребарувачот, пример telma.mk, како URL адреса, значи може да пребараат по URL адреса, да добијат информации за правниот субјект и да видат во која категорија е тој трговец. Значи тоа се е достапно на веб страната, например во моментов го гледам и видеото каде што е илустрирано како граѓаните можат да проверат дали тој трговец е регистриран. Го гледаме и видовме и информација за беџот. Ајде малку и за тоа, што значи... Да. Во рамки на оваа веб страница која што сега гледаме видео, има 3 сегменти кои што ги опфативме. Едниот е регистар на трговци. Во регистарот на трговци веќе го објаснивме, ја дава деталната слика за трговијата, каде правилно може да се купува.
Имаме беч за верификуване трговец и имаме дел за поплаки, односно каде граѓаните може да се информираат која институција за што е надлежна, за да може да поднесат поплаки доколку се измамени хипотетички од некој правен субјект или некој најчесто неформален Facebook препродавач. Во однос на беџот за верификуване трговец е визуелна ознака која што гради транспарентност и веродостојност на трговецот. Од една страна, бидејќи се кажува, односно ние како асоциација правиме целосна проверка на законските норми дали одредениот трговец ги исполнува сите законски регулативи кои што се неопходни за работењето во трговијата. Доколку ги исполнува, претходно секако аплицирал кај нас дека сака да го добие беџот за верификуване трговец, ние му даваме инструкции како да го постави тој беџ и граѓаните секогаш кога ќе кликнат на тој беџ, тој ги носи до оваа платформа која што пред малку ја гледавме, каде што може да ги прочитаат сите информации за трговецот. Тука се контакт, податоци, даночен број, правен назив на компанијата која што стои позади таа продавница и така натака. Зошто? Ради тоа што е многу битно граѓаните да се информирани кога купуваат онлайн, од каде купуваат. Да знаат кој стои позади таа продавница. Исто така како што кога купуваме во физичка продавница, ние знаеме кој е правниот субјект, кој продава позади неа, бидејќи ништо не значи само URL адресата. Многу е битно да знаеме кој ни продава. Која е фирмата? Се заинтересирали за беџот? Да, има повеќе од 70 верификувани трговци во моментов. Со оглед на тоа што ова е ново, претпоставувам дека допрва и не е ново, бидејќи ние во 2021 прв пат го објавивме беџот за верификувани трговец, сега го дедициравме на посебна платформа и го доближивме до граѓаните малце повеќе за да може потранспарентно, поочетно да ги проверуваат информациите за верификуваните трговци. Претходно беше само визуелна ознака, а додека сега пак трговците имаат засебни профили во рамки на оваа платформа каде што ќе може да ги информираат граѓаните за нивните податоци, за нивните контакт информации и така натака. Ги спомена Facebook препродавачите. Верувам дека голем дел од повозрасната публика е на Facebook, социјалната мрежа, и се охрабрува да купува многу работи преку Facebook. Колку тоа вистински создава проблеми на целата оваа проблематика? Рековме ние дека сакаме да ја намалиме сивата економија. За да ја намалиме сивата економија, прв услов е да не купуваме од Facebook, бидејќи на Facebook е најзастапена сивата економија. Тоа што навистина треба да внимаваме и не треба да го правиме е купувањето од непознати Facebook препродавачи, ради тоа што секогаш поплаките кои што стигнуваат до нас се од такви профили. Никогаш не бил од одреден трговец, никогаш не била поплаката од некој кој што честно и си ја работи работата и е регистриран трговец. Зошто? Ради тоа што, баш како што напоменав, оние Facebook препродавачи најчесто не можеме да кажеме можеби за сите дека се измамници, но повеќето од нив тоа што го прават, земаат одредени производи, гледаат како најниската цена да ја истекнат на Facebook и за да ја истекнат најниската цена, често и не е производот што се рекламира, тој што го добиваат граѓаните. Е сосема нешто друго. Јас имам конкретен пример кај мене дома и покрај тоа што секогаш кажувам не купувајте од Facebook, не купувајте од Facebook. Имаше ситуација кај што татко ми нарачал на Facebook, му стигнал најблиските ќе стигне. Најблиските, наместо да му стигне усисивач како што треба за дома за трошки после ручек, на него му стигна мало усисивача за во кола која што се вклучува на упалјач. Така да тоа е доволен доказ зошто не треба да се купува на Facebook. И во таа ситуација кога он мене ми се јави и сега што да правам, колку пати ти ја кажа да не купуваш од Facebook. Така што ма повозрасните не слушаат и веројатно и сега они ќе ја слушаат оваа информација. Ќе кажеме неколку пати сега. Ама кога ќе ја добијат рекламата на Facebook, нели? Човековото око е така навикнато да се залажува лесно и се залажува, веројатно и цената си го прави своето. И на некој начин им е лесно да кликнат и да пишат во порака сакам тоа и тоа, донесете ми на таа и таа адреса, но не секогаш се повеќе и повеќе имаме ние сме балканци, нас маката ќе не натера да не го правиме нештото, ради тоа што треба веројатно сите еднаш, два пати, три пати да бидеме да се излажеме, да ја осетиме на сопствена кожа она што ние го збориме цело време да не се прави, па после тоа да почнеме да практикуваме да не купуваме. Но
не се случило да имаме, пак ќе напоменам, поплака од регистриран трговец. Зошто? Ради тоа што кога купувате од регистриран трговец, вие знаете правниот субјект кој е, знаете кој стои позади таа е продавница, има контакт податоци, има адреса каде се наоѓа и така натака и многу лесно после вие можете до институциите да поднесете поплака ако не се задоволни од производот. А на регистрираниот трговец навистина не му одговара да одреден купувач биде незадоволен од него, ради тоа што незадоволен купувач знаеме колку кошта. Кошта многу повеќе од задоволниот купувач, така да секогаш тој што е регистриран ќе се потруди да ги задоволи условите, да ги задоволи потребите на купувачот, се со цел да се изгради таа позитивна слика за трговијата која што постепено секој од регистрираните трговци придонесува на вистина за да се гради секојдневно. Да. Виктор, ми вела дека имаме уште некоја минута само до крајот, еден совет или апел до граѓаните. Накратко, немаме ни минута, добро? Да. Накратко одбегнувајте купување од социјалните медиуми, ради тоа што на вистина информирајте се секогаш од кого купувате, бидејќи е многу битно да знаете од кого купувате пред да купувате. Значи знаете кој стои позади тој вебсайт или таа Facebook продавница, доколку купувате таа Facebook продавница, ама не да го знаете името. Знаете го правниот субјект, знаете ги контакт податоците, знаете адресата на таа продавница, за доколку се не сте задоволни од производот, да знаете дека може согласно вашите права да се пожалите до институциите, но за да се пожалите до институциите треба да ги знаете овие информации како правен субјект, адреса, контакт податоци. Се е тоа достапно и заеднички можеме да придонесеме во борбата со сивата економија. Сите заедно. Ти благодарам, Виктор.